да се мијам или да продолжам да спијам во оваа рубрика, да видиме дали го будиме или веќе е буден господинот Игор Бансколиев. Игор, дали се слушаме? Добро утро, веќе сум буден. Добро утро. Буден, спремен за разговор. Добро утро, Игор. Оваа рубрика е кратка, брза. Се најдов вчера на некаква информација околу што е она филателија, па така вршев еден мал своевиден експеримент, ги прашував луѓето со кои што се среќав дали знаат што е тоа. 1950 година во Скопје е формиран сојуз на филателисти. Што е она кратко за филателијата што треба да го знаеме? Одлично. Филателија е става собирање и почување на поштенски марки и важи за едно од најпопуларните хобија во светот. Иако денеска со писмата веќе се изумрени, поштенските марки уште се на цена и уште имаат високо котираат меѓу филателистите. Поштенската марка, како амбасадор на земјата издавач, овозможува поглед во културата на земјата, нејзиното уметничко и историско наследство. Филателијата ги обединува луѓето со различни професии, политички убедувања и општествени класи. Како на ова хоби му се посветува заради задоволството, проширувањето на своето знаење, но и заради заработка. И така лицето што се занимава со филателија, собирање, одлучување и тргување се нарекува филателист. Ајде малце кратко, од кога ги собираш и која е најчудната марка која што можеби ја поседуваш? Значи, собирам од далечната 1986 година. За чудни марки немам, сите ми се драги, сите ми се посебна колекција, така да не можам да издвојам некоја поштенска марка. А она која што имаш од најдалеку можеби на оваа земја? В моментот не можам навистина да се сетам некоја далечна марка, имам доста од афрички колекции, од афрички марки, значи имам од целиот свет. Да. Значи со различни тематики, зависи која тема ќе преферира филателистот. Супер, ми беше драго што одвои време за утрински брифинг. Благодарам. Така, те охрабрувам, доколку го немаш веќе тоа направено, да имаш и своја изложба со својата колекција.